Германскиот уметник Борис Т. Елдаксен ја освои престижната награда за фотографија на Sony, но ја одби, признавајќи дека тоа не е фотографија, туку слика генерирана со вештачка интелигенција. Алатките за вештачка интелигенција како што се ChatGPT исто така може да напишат сторија, вели истражувачот на вештачка интелигенција Джонатан Меј од Универзитетот на Јужна Калифорнија. But not particularly a very interesting story. Но не значи дека е интересна сторија. Јас не сум уредник на фикција, но според она што го видов, фикцијата што произлегува од овие алатки за вештачка интелигенција не е нешто за што некогаш би платил да се објави. Друг истражувач на вештачка интелигенција, чие хоби е комедија, вклучува робот во неговата произволна група со седиште во Лондон наречена Improbotics. I was really pleased that you wanted to see me again. We are going to the zoo. Тој вели дека вештачката интелигенција е импресивна, но не го разбира контекстот како што прават човечките изведувачи. Тој вели дека вештачката интелигенција често произведува просечни содржини кога заменува изведувач или писател. And the question now И is, прашањето сега е зошто ви треба така наречен невидлив писател? Зошто сами не го напишете тоа? Композитор, добитник на Еми, кој работел како музички директор на 2 олимписки игри, вели дека вештачката интелигенција може да произведува музика во позадина за игри, например. The criteria Критериумите не се да биде брилијантно уникатна. Идејата е да има енергија или хумор и дека ја пренесува вистинската емоција. Тој вели дека вештачката интелигенција може да го создаде тоа, но алатките за вештачка интелигенција немаат страст на уметник. Истражувачот Джонатан Меј се согласува. Тој вели дека недостасува креативна искра што се уште не е програмирана на компјутер.